Мудриот Штрк. Многу одамна, покрај едно езеро, во подножјето на планината, си живееше еден Штрк. Тој беше мудар и почитуван меѓу сите животни. Сите негови соседи се собираа околу него и го прашуваа за совет, а тој мудро ги советуваше и ги подучуваше. Еднаш пантерот дотрча до Штркот. Стапалата му беа искасани од мунгос. Штркот го посоветува да си ги намачка со кал од езерото и потоа да ги завитка. Набрзо на пантерот му беше многу подобро, па така на Штркот како благодарност за помошта му даде една риба. Во близина живееше еден волк кој воопшто не веруваше во мудроста на Штркот, па дури и не му се допаѓаше. Еден ден, малото мече фати риба. Волкот му ја зграпчи од рацете и ја изеде. Мечето преплашено избега. Но една коска од рибата му се заглави во грлото на волкот. Многу го болеше и тој бесно овкаше на сиот глас. Очајно бараше помош и најпосле отиде кај Штркот. Му вети огромен подарок ако му помогне. Штркот го замоли силно да ја отвори устата и така да ја држи отворена. Потоа, без колебање, го пикна долгиот клун во неговото грло и ја извади коската. Кога ја извади коската од грлото, волкот почувствува олеснување. Штркот, кога виде дека волкот е добро, си го побара подарокот што му беше ветен. Тогаш волкот му рече дека бил дарежлив со тоа што не го изел. Тоа самото по себе божен било подарок. Потоа волкот си замина. Штркот се натажи кога ги слушна тие зборови на волкот. Но наскоро свати дека волкот е во право и дека навистина можел да го изеде додека му беше главата во неговата уста. Така Штркот, кога добро размисли, свати дека имал среќа што ја сочувал главата од лошиот волк. По овој настан, Штркот се смири и продолжи да им помага на другите животни, а да го избегнува волкот. Убаво е да се види дека секоја работа има и добри страни, како и дека по се треба да се продолжи понатаму со животот.